дворче си седиш или на тераса и ти се науваат гости. И сега ти трчи таму, не знаеш што да направиш. Под претпоставка дека секој дома си го имава лудо машинче, ти цепа ржничи, ти завршил работа, гости среќни, ти пресреќен. Кило пилешки стек, го отвараш што потенко. Две полни раце ореи, свежо орегано, ако не најдете свежо, не свежо, малку рузмарин, едно јајце, монтаж, ова на страна си брка работа, си го оставаш, стекче, значи секое стекче си е посадна ролница. Почињаме од најмалото. Хартија за печење, одозгора за да не правиме јок по кујна, чук, ни гоца саф не може вака. Гоце. И сега шо преш? Лажиче, смесица, така, си ролаш, многу сакам да ролам, тиквичка, такво за љупење, си вадиш ролна, една ти е малку, уште една, го затвараш, комплицираш колку можеш поише. И си редиш ржнич и вака правиш со сите стекчиња. Процесот е тој. Лукче и лукчеал и на лукче мирисал. Јас сум на крај, ми останува сега си наточам пиво, уствари на final touch. Палиш и оно почиња да врти, додека не земало залет, зејтинче, четкичка и си лакираш. Сол не ставив и бибер, сол иде на крај, бибер е на крај по вкус, зашто сол се додава, а не се одзима. Тоа ти е трет Њутнов закон. Мајонез, околу 3-40 грама. Лукче во прав или во гранули, во гранули ќе користам. А ако сакате, можете и свежо. Малку маслиново и мешата сте направиле мајонез со вкус на лукче. Многу добар, светски познат мајонез. Garlic mayo. Сол. Сол треба и тука да ставам, не заборавам. Таман. Ти идеш оф, ржничи спремни. Најубавите парчиња секојаш ги јаде шефот. Вадам неколку овде. Кисела крстајчка, мене многу ми иде.
солца, солта е дел од декорација. Маслинче некоја. Слушај, ова е сериозно мезе за многу сериозни луѓе. Со вакво ароматично сосче, мој совет е сеј си дома. Гледај си рецепти на мои рецепти, пи си пиво и уживај. Се гледаме. Чао!